Според истражувањата кои што се направени, скоро секој четврти македонец страда од алергија. Навистина во овој период кога имаме навистина доста зголемени високи температури, се појавија и алергиите на полен. Токму денес на оваа тема ќе разговараме со нашиот денешен гостин, доктор Гоце Бузалков, доктор од специјалната болница за белодробни туберкулозни заболувања Јасеново. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро, благодарам за поканата. Така, докторе, денес ќе разговараме на доста интересна тема. Веќе нели во најавата споменав дека навистина е голем бројот на сите оние кои што страдаме од алергии, преценили алергија на полен. На почеток да кажеме првен што е алергија. Видите вака, алергијата представува едно несоодветно, несразмерно и неправилно реагирање на организмот према некои надворешни честички кои што ги нарекуваме алергени. Алергени, под алергени се подразбира секоја супстанца која што доаѓа и во минимални количини која што доаѓа во контакт со организмот, дали е тоа надворешно преку кожата, дали преку очите, преку носот или на било кој начин е внесена. Во нормални услови, нормалниот одбранбен систем кој што не штити од надворешните фактори, треба да ги препознае и да не реагира на нив како нештетни за организмот. Меѓутоа, кај тие луѓе, кај тие деца кои што се алергични, организмот не ги препознава како нормални супстанци и неправилно бурно реагира, ослободувајќи некои материи, некои супстанци кои што понатаму доведуваат до разни клинички манифестации, во зависност на кој орган ја нападне. Така да алергијата, заради тоа што секојдневно со индустриализацијата на нашето општество, на нашето живење, со зголемувањето на бројот на алергените, на потенцијалните супстанци кои што навлегуваат во нашиот организам, а организмот му се туѓи, се повеќе и повеќе е присутно. Гледате веќе, навистина тоа е точно што го кажавте, дека секој четврти македонец на некој начин е алергичен на некоја си супстанца. И тоа секојдневно го имаме и во пракса, зашто не се случува некој ден да не направиме 10 тестови за алергија. Така. Веќе споменавте што се ја предизвикува алергијата. Освен загадувањето, што друго може да ја предизвика алергијата? Алергијата може да предизвика било која надворешна честичка, меѓутоа нели ние ги регистрираме само тие што масовно, односно најмногу во најголема мера предизвикуваат клинички манифестации. Во овој период, како што спомнавте, со оглед на тоа што оваа година е посебно топла, дојде до брзо рацветување на трвјата, на тревите. Поленот од трева и од дрва е една од најчестите причини за алергија кај луѓето, а додека и тој се вика поленски или сезонски појави на алергии, а додека целогодишната алергија е како резултат на домашна прашина, на дерматофагоидес, тој микрокрлежот што живее во домашни услови, или алергија на кучиња, на мачиња, на пердови и така натаму, тие се континуирано во текот на целата година и предизвикуваат алергија во текот на целата година. Така. Какви се типови други на алергија постојат? Алергијата, рековме, може да се манифестира во зависност кој орган реагира. Како резултат на присуство на голем број на полен сега, бидејќи сонцето, односно топлите температури ги рацветаат дрвата, порано видите бадемите веќе процветаа, поленот предизвикува најчеста клиничка манифестација на носот, на очите, а со тоа што се поврзани со канали носот и према ушите, како се манифестира како алергиски ринитис, односно воспаление на носот. Другите манифестации може да бидат како резултат на алергија на храна и се јавуваат промени на кожата, како уртикарија или нафрлување со разни типови на брунчиња, промени на кожата. Или пак нели може да биде и потежок тип на алергија како лекови, алергија на пеницилин, кога се манифестира со анафилактичен шок, со потешка клиничка промена која што може да биде и животно загрозувачка. Така да реков, најчесто се манифестираат со носот, може да биде и во вид на кашлица, астмата исто алергиско заболување, а
промени и на кожата во вид на алергија, односно уртикарија. Така, кои се симптомите кога се јавуваат сите овие алергиски реакции? Па нели рековме кој е таргет органот, ако зборуваме за алергискиот ринитис, кога алергените, односно туѓите супстанции на кои што организмот непримерно и неправилно и непотребно реагира бурно према нив, не ги препознава, тоа доаѓа до активирање на одбранбениот систем. При тоа доаѓаат многу клетки од организмот, од одбранбениот систем. Присуството на овие клетки на местото на слузницата на носот доведува до ослободување на супстанции како што се хистамини, леукотриени, интерлеукини и така натаму, не им се важни меѓутоа голем број на супстанции кои што предизвикуваат локално клинички симптоми. Најчести клинички симптоми тука се чешањето на носот, интензивно чешање кое што не се смирува, кивање, течење на бистер, течен секрет и ова чешање се пренесува бидејќи носот е поврзан со канали со солзниот канал према очите и према ушите. Значи едно комплетно внатрешно непријатно чувство за пациентот и тој тогаш бара помош. Така, дали овие симптоми кои што вие ги споменавте може да бидат исти и ки децата и ки возрастните? Дали се манифестираат на ист начин? Па најчесто алергиските манифестации се карактеристични за детската возраст, најчесто јавуваат кај деца, за среќа со текот на годините имунолошкиот систем како да свикнува, како да ствара една природна одбранбена моќ и клиничките манифестации со текот на возраста се намалуваат. Многу ретко имаме возрастен човек да има алергичка реакција на нешто. Меѓутоа кај децата, да, најинтензивни се и од многу мала возраст може да се јават до средна возраст, например до 30-тите години најчесто се манифестираат овие алергии. Понатаму веќе како да оттупува одбранбениот систем на организмот, па и алергиските манифестации стануваат се поретки. Значи ли тоа дека можеби и овие алергиски реакции да бидат наследни во фамилијата и децата да наследат некоја алергија од своите родители доколку ја имаат? Па секако дека е така. Сите и позитивни, и добри, и лоши, и убавината, и болестите се наследуваат. Од родителите се пренесуваат по пола генетски информации кај секој новородено дете, така да дел од болестите кај едниот или кај другиот родител, или пак ако и двајцата родители се биле алергични, најчесто детето ќе биде алергично. Значи многу во голема мера се пренесуваат и едно од првите прашања кога ќе дојде такво дете на преглед, ги прашуваме родителите дали тие или некој од нивните родители имал таква особина, односно алергија на некој алерген. Почетна, секако дека има и тоа стварно во голема мера. Така, многу е чуден фактот тоа што порано во минатото алергијата не била толку доста застапена. Зошто во последниве неколку години веќе може да се каже дека повеќето страдаат од алергија и имаат алергија? Дали од современиот начин на животот, од самото општество, значи што е тоа што во последниве години е присутно и што е предизвикувач на алергија? Едната причина за таквата ситуација е стварно навистина присуство на многу голем број на алергени. Че алергени кажавме, супстанциите кои што не обкружуваат и кои што неминовно доаѓаме во контакт со нив во секоја средина. Присуството на полен го имало и порано и сега. Меѓутоа присуството на илјадници автомобили кои што се нови, од кои што се ослободуваат огромен број на нови недефинирани частички, непознати за организмот, предизвикуваат алергиски реакции. Исто така, присуството на супстанции хемиски или било какви кои што се ослободуваат од индустриализацијата, исто така предонесуваат за зголемување на частичките. И третата причина заради која што се зголемиле бројот на алергиите е зголемен број на регистрирани алергии. Порано немало услови, се кивале луѓето, се имале проблеми, ќе поминало, имало алергии, меѓутоа немало кој да ги испита, немало како да се испитаат, нити поимало како да се лекуваат. Луѓето се кивале, се имале тегоби и затоа имало потешки форми на несакани ефекти. Покасно можеби ќе зборнеме кои се тие
постапки кои што би довеле доколку не се спречи алергиската реакција. Да. Така да зголемувањето диагностиката придонесува да порасне нивниот број. А постои ли разлика помеѓу алергија и настинка, бидејќи знаеме дека и секое екивање нели не може да значи дека треба да биде предизвикано од алергиска реакција? Точно е дека предизвикува различни причини го предизвикуваат настинката, ја предизвикува најчесто вирусна инфекција. А алергијата ја предизвикува алерген, односно ќе посебни луѓе. И сега разликата помеѓу алергиската реакција и настинката е во тоа што настинката трае 2 до 3 дена. И таа се манифестира со затнување на носот, со течење на густ секрет кој што најчесто е инфициран со бактериска инфекција, па и трае многу кратко, 2, 3, 4 дена, додека алергијата трае со недели. Ќе може да почне сега во февруари, да трае до крајот на април до мај, додека не прецветаат сите трави. После почнуваат да цветат некои треви, почнува летниот некои полени, така да може навистина долго да трае и долготрајно да биде присутна и да го нарушува квалитетот на животот на пациентот. Да. Постои ли можност за превенција на алергијата? Па секако дека постои, затоа и разговараме. Прво треба да диагностицираме, односно да ја препознаеме и кога ќе поставиме точна диагноза, тогаш ја лекуваме. Прво ја лекуваме, а понатаму преземаме мерки за следната година во период кога очекуваме најинтензивно да се јави, да ја превенираме на некој начин. Тие начини на лекување се со различни лекови. Тие субстанции кои што се ослободуваат се вика хистамин, тоа е најглавната субстанца, и постојат лекови антихистаминици кои што мислам дека веќе и децата ги знаат, летизен, лоратадин, деслоратадин и така натаму, субстанции кои што го елиминираат тој ослободен хистамин. А во потешки форми постојат и други лекови кортикостероиди кои што го намалуваат тој непотребно интензивен одговор на организмот. На пониско ниво не дозволуваат да се ослободи хистамин и тие лекови ги чуваме во потешките форми на болест, така да постојат моќни лекарства кои што најчесто ја санираат клиничката манифестација или ја сведуваат на многу малку и подносливо ниво. А ке потешки форми нели на алергија, на целогодишен ринитис или каснување од пчела од оса, постојат вакцини кои што се малку подолготрајни. Тоа се вика десензибилизација, се внесува во вид на инекции во организмот во таа субстанца и со текот на времето човекот кој што е алергичен станува се помалку и помалку алергичен на таа субстанца, односно со текот на времето би требало да се елиминира реакцијата на организмот према тој алерген. Бидејќи пролета сама со себе ќе ни донеси и поголеми вредности на полен, значи ли тоа дека луѓето кои што страдаат од алергија ќе треба и пред време да ја земаат препишаната терапија, за да на некој начин или да ја спречат во пролетниот период оваа алергија? Па точно за тоа зборуваме. Една од превенциите која што ја спомнав пред малку е таа, во текот на период кога очекуваме да се јави, да почнеме навремено земање на лекарствата со кои што би се намалиле сите алергиски клинички манифестации, земањето на лекови, меѓутоа не би препорачал пациентите врз основа на ланскиот преглед со докторот на своја рака да ги земат, заради тоа што постојат некои си здравствени проблеми кои што во тој момент може би постојат комбинација со антибиотици, може би прима пациентот 3 антибиотици, или пак некои други лекови каде што постојат унакрсни реакции со овие лекови, така да сметам дека секоја година треба да се посети матичниот доктор или докторот специјалист кај потешките форми, за да се направи план и стратегија како да се поминат тие денови кога за сите пролетта представува најубаво годишна доба, а за алергичните представува маки, заради тоа што по цел ден треба да се кива, за да не бидат и дома носат затворени. Точно, не можеме да ги затвориме, не можеме во стаклено двоно да ги ставиме, зашто едниот
најважниот лек е да го тргнеш алергенот од пациентот. Ако е алергичен на пеницилин, нема пеницилин да му даваме, ќе дадеме друг лек. Меѓутоа не можеме да му најдеме друга средина на пациентот. Надвор е полно со полен. Така да препорачувам, нели, во текот на многу интензивни, кога има сончев период, кога има многу алергени, кога дува ветер, сепак да си поседат дома во тој период, за да го избегнат тој период кога олуја од алергени има поленот е стварно интензивно присуство и тогаш се клинички манифестации доста поинтензивни. така. Докторе, ќе разговараме уште многу на оваа тема, но тоа ќе го направиме во вториот дел. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во студио и го продолжуваме разговорот со нашиот денешен гостин. За сите оние кои што нешто покасно се приклучија, да потсетиме дека денеска разговараме со доктор Гоце Бозалков и разговараме на доста интересна тема алергии. Докторе, како се диагностицираат алергиските заболувања? Па веќе во претходните разговори малку начнавме некои од начините на кои што правиме диагностика на алергиските заболувања. Секако дека пациентот треба да е присутен. Не можеме да поставиме диагноза по телефон, како што некои инсистираат што да му дам на детето. Односно, докторот да го прегледа. Пред да го прегледа, секако зема анамнестички податоци. Анамнеза значи дали вашите родители, односно самите родители, ако е дете, ќе кажат дека и тие кога биле на негова возраст или се уште имаат таква или слична манифестација клиничка, кашталеле, кивале и така натаму. Значи едното е тоа, или во подалечните роднини дали. Едното е таа. Другата работа, односно информација дали тегобите траат во текот на целата година или се, како што рековме, сезонски, односно поленскиот ринитис, воспаление на носот е повремено во текот на годината, во определени месеци, со години наназад се повторува. После сите тие детални испитувања на анамнезата се преземаат и испитувања преку крвта. Во крвта испитуваме дали има од вкупниот број на бели крвни зрнца кои што се одговорни за одбрана на организмот, постојат едни специфични, се викаат еозинофили клетки, кои што кај алергиските пациенти, односно во фазата на алергиска манифестација, нивниот број, односно процент, се зголемува. Едното од испитувањето го правиме тоа, другото испитување е во самата слузница од носот, земаме бриз, не бараме бактерии или вируси, туку бараме баш такви клетки дали има алергиски, кои што уште на еден начин ни укажуваат и за интензитетот и дали воопшто има алергија. И третото, нели, тие познатите алерголошки тестови кои што се прават интрадермално или со прик, односно со гребење на кожата. Кожата се гребнува минимално, а врз гребнатата кожа се става алерген, субстанца кој што ги набавуваме од институти за алергологија и ги одбираме најчистите алергени и капнуваме полен од трева. На тоа место каде што ти капнеме се јавува интензивна црвена реакција и со читањето, односно со анализа на тие тестови, одлучуваме, односно гледаме на кој алерген пациентот е алергичен. Така да кој ќе ги собереме сите тие и анамнестичките и овие клинички и биохемички испитувања, можеме да поставиме диагнозата. Кога децата треба да се тестираат за алергија? Па до сега, до пред неколку години, беше ставот дека до 3 годишна возраст не се прават тестови за алергија, односно ќе пробаме на некој начин педиатрите најчесто да ги лекуваат на некој си начин за да дојде до 3 години за да може да се направат овие тестови. Меѓутоа најновите истражувања и упатства укажуваат на тоа дека после 6 месеци веќе може да се прават тестови за алергија и бебињата, така да после 6 месеци веќе може да се направат испитувања и врз основа на добиените резултати да се даваат лекови, секако нели прилагодени за оваа детска возраст, за оваа минимална возраст, што нема ни една година.
На колку време се прават овие алергиски тестови кај децата? Ако веќе еднаш нели си имаат направено некои тестови, се установи дека детето е алергично на нешто, дали после некој извесен период исто така може да се направат тие алергиски тестови и можеби нели тогаш да испадне дека детето и не е заболено, мислам не страда веќе од алергиска реакција? Па точно е дека во текот на периодот на животот има менување, односно промени на имунолошкиот систем, на одбранбениот систем и не реагира во сите периоди од животот равномерно. Така да некогаш се случува и самиот пациент да примал лекарства и докторот да не го праша и да се направи тест со земени лекови. Секако дека тие лекови даваат лажно негативна реакција. Може да излезе негативно заради тоа што во крвта има присуство на лек кој што ја одложува, односно ја намалува експресијата на клиничката манифестација. Тие тестови не би можели да ги земеме за правилни изведени и заради тоа треба понатаму да се повторат. А исто така после 2-3 години нормално е, не е неправилно да се направи уште еднаш и да се види дека некои супстанци повеќе организмот не реагира, реагира на некои што останале или на некои нови. Така да може да се направи на неколку години и нов тест за алергија за да се види фактичката состојба. Која е. Какви компликации може да настанат доколку не се излечи алергискиот ринитис? Алергискиот ринитис не се излекува заради тоа што се повторува секоја година, меѓутоа од година на година со превенцијата, односно со земањето на тие лекови кои што се препишани од страната на специјалистот за алергологија, клиничките манифестации ќе се намалат во најмала можна мера, а со намалување на активната болест се намалуваат и компликациите. Кои се компликациите, прашавте? Едно долготрајно, долгогодишно присуство на алергија во носот доаѓа до такво интензивно надразнување на слузницата на носот, што таа почнува толку многу да расте, што се создаваат полипи. Знаете што се полипи, израстоци на слузокожата, кои што можат да направат проблем, односно да ги затнат синусите или да пороснат во носот и да направат потежок тип на обструкција, односно на оневозможување на земањето на воздух. После тие полипите мора да се отстранат хируршки, зашто со лекови не може да се елиминираат заради тоа што се големи твороби кои што сметаат во актот на дишењето. А едната причина е таа, значи јавувањето на полипи, а другата причина е што многу често има коинциденција, односно кај алергискиот ринитис голем број алергијата, народски речено, се спушта, односно се шири алергиската манифестација према долните дишни патишта, од носот према трахејата и према бронхите. Алергијата во бронхите и трахејата се нарекува астма. Значи многу често асоцира астмата со алергискиот ринитис. Односно обратно, кај сите што имаат астма, 70% минимум имаат и алергиски ринитис. Што значи треба на време да се преземат мерки, алергискиот ринитис да стаи под контрола за евентуално да спречиме и појавата на астмата како алергиско заболување на поголемите дишни патишта и секако потешки и посериозни клинички манифестации, кашлање, гушење, свирење во градите, потежна напорот се јавува и секако дека тоа веќе во склопот на посериозните заболувања, поскапите за третман лекување, подолготрајните и заради тоа треба да се прави навистина сериозни прегледи и сериозно да се пристапи кон лекување на алергиските ринитиси. Така, како се лекува астмата? Дали начинот заедно со алергиските реакции кога се лекуваат е ист како и ке астмата или пак постојат некои други методи за лекување на астма? Видите, во горните дишни патишта кога зборуваме за алергискиот ринитис, односно воспаление на слузницата на носот, користиме најчесто антихистаминици, ги спомнавме тие лекови, и локални кортикостероиди. Тие се флутиказон, една субстанца, будезонид и така натаму. Луѓето повеќе ги знаат под фабричките имиња
како фликсоназе, како тафен и така натаму, и тие оневозможуваат да се ослободуваат тие супстанции кои што предизвикуваат клинички манифестации и доста успешно тие два лека успеваат да ја смират клиничката слика. Во потешки форми се даваат и кортикостероиди преку уста. Астмата веќе како посериозно заболување бара и диагностика посериозна и најчесто тука се користат други слични типови на лекарства, меѓутоа со специјални апликатори, односно истиот лек на кортикостероид се внесува во устата и се внесува во дишните патишта, каде што локално реагира и не дозволува да се ослободат тие штетни медиатори кои што ги собираат и стегаат бронхите и оневозможуваат правилно дишење. Односно дишењето е со свирење и отежното земање на воздух, како и интензивно кашлање. Едните се кортикостероиди инхалаторни, доколку е потешка форма даваме преку уста или пак многу тешки форми и во вид на венски инекции или инфузии. Ретко е потребно антибиотик да се користи, многу често се дава антибиотик мислејќи дека е бронхит, заради тоа мораме да направиме точна диагностика дали се работи за бронхитис или за астма, заради тоа што третманот навистина во одредена мера знае да се разликува. Така. Докторе, ваши ли тоа дека доколку некој е заболен од астма, тоа значи дека и цел живот ќе пати од астма? Или пак астмата се лекува, или пак во текот на животот пациентот треба да биде цело време заштитен? Видите, ако земете да прочитате на Википедија или на интернет или во некоја енциклопедија, ќе видите дека астмата е доживотна болест. Меѓутоа, многу често нашите пациенти сме ги изгубиле и со години не дошле. После 5, 6, 10 години ќе дојдат, ќе се јават, ќе речат да, јас бев многу добар и немав потреба од посетен доктор. Таа може би трае доживотно. Не можеме да речеме сме излечили. Меѓутоа се става под контрола и знаете, има неколку случаи на светски и олимписки прваци астматичари кои што постигнале врвни резултати од областта на спортот. Со квалитетно лекување, со квалитетно примање на терапија која што ја препишува докторот специјалист, може пациентот да си живее нормално, односно да се стави под контрола астмата. Некогаш може би во одредени услови ќе има влошување на состојбата, да се повтори. Меѓутоа, лекувањето ќе биде многу пократко и многу побрзо и квалитетно отколку кога не била ставена под контрола. Така да сметам дека не е таква болест како што порано беше, кога немаше никакви лекарства и трае. Луѓето живеат долго и доживуваат старост гушејки се. Сега го нема тоа, заради тоа што со овие нови лекарства топични, односно се внесуваат баш на местото каде што е промената во белите дробови, во бронхите, се става под контрола и не можеме да речеме дека е доживотно. Многу е трауматски за пациентот да му речеш оваа болест не се лекува. Така. Го уништува психолошки пациентот, го прави инвалид. Не треба да даеме и лажна надеж дека ќе го излечиме за една недела, меѓутоа навистина можеме да оставиме под контрола и да биде се Да вори. биде така и заштитен. Комплијансата, односно соработката помеѓу докторот и пациентот е многу важна за да има успех во лекувањето. Така. На крај уште да упатите совет до нашите гледачи кои што се однесува нели за здравието. Јас би препорачал навистина што помалку да се користат самостојно да се земаат лекарства. Комшијата имал астма или алергија, ги примал тие лекови, си ги препишат да си ги земат и си ги користат. Значи една од најчестите грешки. Тоа што користат и антибиотици, користат и други лекарства и сето тоа недиагностицирано, неправилна употреба и така натаму и начинот на апликацијата неправилен, сето тоа доведува до неуспех или до пролонгирање, односно неправилно излекување на болест. Затоа препорачувам да се посети матичниот доктор ќе преземе се што треба, доколку има потреба ќе прати на специјалист, субспецијалист и само така таков пациент може да биде квалитетен
и во однос на здравјето, навистина препорачувам да се елиминираат цигарите од секојдневниот живот, пушењето на цигари, кои што сметам дека се навистина врв на неправилното однесување кон себе си, заради тоа што предизвикуваат само штета на дишните патишта и влошуваат и астмата, и бронхитот, и воспалението на носот, ринитот. А за другите препораки се дадат ајде другите специјалисти. Така. Ви благодарам многу на денешното гостување. Се надевам дека сите овие работи кои што ги кажавте ќе бидат корисни за нашите гледачи и во некоја следна прилика ви очекуваме уште еднаш да ни бидете гостин, секако ќе разговараме на различна тема. Добро, јас ви благодарам. Се надевам дека дел од препораките ќе дојдат до ушите на нашите Така, ќе допрат на некој начин до нашите гледачи. Ќе приминат 1% да приминат, доволно е за да имаме успех во тоа што се сретнавме.